Денеска православната црква ги празнува Светиот Спиридон Чудотворец епископ Тримифунски и свештеномаченикот Александар епископ Ерусалимски. Светиот Спиридон Чудотворец епископ Тримифунски. Островот Кипар бил и местото на раѓањето и местото на службување на овој славен светител. Роден од прости родители земјоделци, и тој бил и останал прост и смирен, се до својата смрт. Во младоста се оженил и имал деца, а кога жена му умрела, тој се предал на служба на Бога. Заради своето особено благочестие бил избран за епископ во градот Тримифунд. Но тој и како епископ не го променил простиот начин на живење, трудејќи се лично сам околу својата стока и обработувајќи ја земјата. За себе многу малку употребувал од плодовите на својот труд, а поголем пак дел им раздавал на бедните луѓе. Со Божја сила покажал многу чуда. Измолил дожд во сушно време. Го запрел течението на реката. Воскреснал неколку мртовци. Го исцелил царот Констан со тешка болест, ги видел и ги слушнал ангелите Божји, прозирал во идните случувања и во тајните на човечкото срце, обратил многумина кон вистинската вера и така натаму. Учествувал на првиот Вселенски собор во Никеја и со своето просто, но јасно исповедување на верата, како и со моќните чуда, повратил многу еретици во православието. Бил така просто облечен што кога сакал еднаш на покана од царот да влезе во царскиот дворец, војникот мислејќи дека е некој просјак му удрил шлаканица. Кроткиот и незлобен Спиридон му го свртел и другиот образ. Прославувајќи го Бога со многу чуда и користејќи многу, како на поединци, така и на целата црква Божја, се упокоил во Господа во 348 година. Неговите чудотворни мошти сега се на островот Крв и ден денес го прославуваат Бога со многуте чуда. Свештеномаченикот Александар епископ Ерусалимски. Прво бил епископ Кападокиски, но за време на гонењето на север во 203 година бил фрлен во затвор и бил прогонет. Потоа го примил Ерусалимскиот престол и ја основал познатата Ерусалимска библиотека, во која се служеле всеви при пишувањето на својата книга Историја на црквата. Во времето на Деки бил мачен на разни начини и бил фрлен пред зверовите. Откако останал жив и недопрен од зверовите, бил фрлен во затвор каде што и го завршил својот земен живот и преминал кај Господа во 251 година.